Жителите на туристичката населба Трапеица, каде синоќа повторно се случи инцидент, се закануваат дека ако надлежните органи во рок од 5 дена не пристапат кон рушење на спорниот објект поради кој пред неколку дена исто така се случи инцидент, ќе го блокираат меѓународниот патен правец Охрид-Свети Наум кој води кон границата со соседна Албанија. Ги повикуваат да ги надминат недоразбирањата и да го спроведат законот. На фирмата Ибире никој не ги спори 120 метри кои се купени, но никако не и припаѓаат уште околу 500 квадрати државно земјиште, кој по пат на легализација сака алчно да ги приграби, во чии незаконски дејствија се слуша дека наводно се вмешани лица од локалната самоуправа, Националниот парк Галичица и Министерството за транспорт и врски. Во случајов има аргументи за инспекциите, антикорупцијска суд од полицијата да ги испитаат фактите. Ги повикуваме најитно да го сторат тоа, се вели во соопштението на местната заедница од Трапеица во неколку точки, испратено до сите надлежни државни и локални органи. Трапејчани раскажуваат дека синоќа за малку бил избегнат инцидент од поголеми размери и отимале близок контакт со обезбедувањето на објектот. Од ВМРО ДПМН денес го повикаа градоначалникот Петрски и неговата администрација да пристапат кон рушење на спорниот објект и преку ребаланс на буџетот да се обезбедат средства за таа намена. Локалната самоуправа, за жал, е таа која што не си ги почитува сопствените закони, сопствените одлуки, и со тоа покажува дека оваа локална самоуправа, овој состав не води воопшто грижа за Охрид, не знае да ги брани интересите на Охрид. Ние ќе бараме да се постапи по решението и заклучокот кој се однесува за налог за извршување за рушење на конкретна дивоградба во атарот на селото Трпејца. Градоначалникот Петрски заеден вели дека ДПМН од сепа и од ова прави политика. Тој рече дека објектот ќе се руши, но не кажа кога тоа ќе го направат. Инспекторите биле многу одавно и донесле решение за рушење. Инспекторите увиделе на лице место дека нешто се прави ван закон и донесле одлука без мене да ме консултирате. Немат потреба и никаде за тоа мене инспекторите не ме консултираат. Тие не треба никакви иницијативи за ребаланс на буџетот да бараат, доволно е да го замолет нивниот министер Ставрески да го потпише одобрението, согласноста за да го земиме кредитот, со кој кредит ние сите работи ќе ги завршиме. Инаку општинската градежна инспекција уште на 15 јули минатата година има донесено решение за отстранување на градбата. Од полицијата го потврдија синоќешниот инцидент